Во просториите на територијалната противпожарна единица Штип денеска беа донирани противпожарни возила, лична заштитна и придружна опрема за ТПП од Штип, Конче, Радовиш и Неготино. На настанот присуствуваа представници на спомнатите општини и веде амбасадорката на САД во Македонија. Оваа донација доаѓа во вистински момент, особено ако се има предвид дека се приближуваме кон летниот период, кога статистички ризикот од пожари значително се зголемува. Токму затоа, секоја инвестиција во подобрување на капацитетите за превенција и интервенција има непроценлива вредност. Особено радува фактот што донацијата опфаќа современи противпожарни возила, специјализирана противпожарна опрема, заштитни униформи за интервенции при урбани пожари, како и дувалки за справување со шумски пожари. Во име на Соединетите Американски држави донацијата ја предаде веде амбасадорката Никол Барнс. Денешната донација озбамужена се со поддршка на Европската команда на Соединетите Американски држава, обезбедува возила за спасување, заштитна опрема и специјализирана опрема за општините Штип, Радовиш, Конче и Неготино. Овие се практични средства, но нивното влијание е длабоко. Тие ја унапредуваат вашата способност за брза и ефикасна реакција при шумски пожари и помагаат да се осигураме дека оние кои ги штитат другите, тоа ќе можат да го прават побезбедно. Првите луѓе на општините Конче, Радовиш и Неготино искажаа благодарност, потенцирајќи колку нивната противпожарна опрема е важна за нив. Ваквата можност да се примат вакви донации за општина Радовиш е пред се и предпоставам за другите општини се и tekako од големо значење. Оваа донација која што општина Неготино ја прима е од огромно значење, со оглед на тоа дека во 2024 година ние како општина Неготино се соочивме со огромен пожар, кој што за жал уништи огромен број на шумски насади, кои што допрва треба да ги обновуваме. Ова опрема специјална за гасење на пожари и ова моторно возило се први како донација. Ние нема да застанеме како локална самоуправа, како што споменав, значи во тек е формирање ова ново здружение